Благодарам, колешке Жаклина. Со задоволство ќе ви одговорам на сите прашања. Прво, мене ме чуди како тоа не си ја знаете програмата или ја знаете само додека ја лажите. Сега, бидејќи го спомнавте мојот советнички мандат, јас ќе ви кажам дека уште во 2020 година и покрај одлуките на Советот, значи покрај одлуките на Советот и обезбедените 1.300.000 денари, средствата од општинскиот буџет не ги стававте во функција и стационарот на Маутскер си остана само ветување. И покрај шинтерската служба, спроведени тендери за ветеринарни услуги, услуги за дезинфекција и дератизација, снабдување храна за кучиња, обезбедување превозни средства за заловените кучиња, решавањето на проблемот со бездомните животни си остана само класична предизборна приказна. Директорот, ваш да не го спомнувам, не е коректно, го игнорираше овој проблем, како што си е ред, иако, како општински комитет, како советник, излегував и на пресови, повикував надлежните институции да ги откријат и соодветно да ги казнуваат сторителите на грозоморните труења кои што се случуваја и на бездомните кучиња во Охрид. Меѓутоа, тоа. Во однос на прашањето за моите сознанија, знам дека од јавното предпријатие Охридски комуналец во тек е тендерска постапка за избор на фирма за хуман третман на кучињата скитници. Согласно планот за јавни набавки, за оваа намена се предвидени 500.000 денари и се предвидува прифатилиштето да биде на Маутскер, но поради административни правни пречки не било возможно добивање дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство за отварање такво прифатилиште. Затоа јавното предпријатие објавува тендер за хуман третман на кучињата. И за крај, колешке, ево ви, тука сме денес двете, покажете грижа за охриѓани, покажете грижа за овој проблем, прифатете го овој амандман. Многу е едноставно. Ви благодарам.